Убедлива победа каква што СДСМ не постигнал подолго време во Кочани, се оценките од анализите за постигнатите резултати на локалните избори. Кандидатот за градоначалник Николчо Илиев оствари победа уште во првиот круг, иако во услови кога има тројца кандидати, обично се прават калкулации за голема веројатност да има и втор. Сепак, според првичните резултати од Општинската изборна комисија, бројот на гласовите што тој ги доби, ниту теоретски не се достижни за останатите двајца кандидати, без разлика дали се поднесени жалби или забелешки за бројот на неважички ливчиња. Едноставно, разлика од над 3700 гласа воопшто не може да се анулира, за да се добие нова шанса во евентуално прегласување или пак втор круг на гласање. Официјалните податоци на Државната изборна комисија велат дека Николчо Илиев доби 11622, Радко Димитровски 7895, а Методи Јованов 298 гласа. На гласање излегле 20827 граѓани, што е 62,65% од вкупно запишаните 33246 гласачи во изборниот список. Пребројувањето покажало дека 1013 ливчиња се неважички, но тоа не го менува крајниот резултат. Што се однесува за листата на советници, таму состојбата со добиените гласови е нешто поразлична, но сепак мнозинството во Советот на општина Кочани ќе го има коалицијата предводена од СДСМ. Нивната листа за советници доби 10.570 гласови, листата на ВМРО ДПМН 7.960, додека независната листа на носителот Венко Крстевски 1314 гласа. Според Донтовиот модел за распределба, СДСМ во Советот ќе има 10 советници, ВМРО ДПМН 8, а независната листа едно советничко место. Бројот на неважички ливчиња овде е 982. Соопштувањето на резултатите од почетните 15 на гласачки места, меѓу кои и од оние што се сметаат за традиционални поддржувачи на кандидатите на ВМРО ДПМН, беа сигнал дека победата е повеќе од известна, па не цели 3 часа по завршувањето на изборниот процес веќе започнаа да пристигнуваат најави за победа на Илиев и за советничката листа на коалицијата на СДСМ. Тоа беше и причина за голема прослава во трговскиот центар, каде на час 2 до полнок се собраа голем број членови, симпатизери и граѓани поддржувачи на социјалдемократскиот блок. Со музика и песна, тие ја прославија победата, за која рекоа дека е историска и оти доаѓа во вистински момент за да запре уназадувањето на општината и регионот.